Во овој видео ќе ви објаснам што значи контрола на тег во програмата, поточно што значи условно гранење, па да започнеме. Во C++ извршувањето на командите оди линија по линија, секвенцијално, што значи една по друга. Така, например, може, вака да видиме. И еве сега, ако ја пуштиме програмата, гледаме дека се извршуваат една по друга. Сега, доколку сакаме, пример, ова да се испечети само доколку некој услов е точен, тогаш користиме if, што во превод значи ако. Еве, например, ќе направам променлива bool, услов ќе се вика и ќе ставам да е точно. Значи, ако е условот точен, ќе ни го испечети ова на екран. Овие сега ќе ги тргнам, нема потреба од нив повеќе. И ни испечети дека условот е точен. Само нешто... Да. Треба обратната, за да отиде во нов ред. И условот е точен. Ова ќе се извршува само кога условот е точен. Ако го ставам да биде false, таа команда исто како да ја нема. Ништо не се испечети на екран. За да ви биде појасно, може уствари вамо да ставиме уште еден. Ова секогаш ќе се испечети, а ова ќе се испечети само доколку условот е точен. Овде не мора да е една команда, значи може да има повеќе и не мора да е само печатен, туку може да биде што било. Што знам. И еве да видиме. Значи ни се испечети само ова што е без услов и секогаш ќе се печети, а бидејќи условот не ни е точен, тогаш не ни се испечети ова. Ако го ставиме да ни биде точен пак, тогаш ќе ни се испечетат овие две работи. И секогаш што се печети и овие две. Сега, исто така можеме да ставиме да ни се испечети нешто доколку условот не е точен. Тоа се прави со else. За да не правиме вака. За да не правиме вака е измислено else. Сега ќе ви покажам ова како функционира, пак ќе го додадеме else. Значи, ова што секоја се печети, условот е точен и ова така не се испечети. Ова ќе тргнам. Значи, ако ни е точен условот, ќе ни се испечети ова, а ако не ни е точен, тогаш ќе ни се испечети ова. Овој оператор е за негација, тоа значи дека доколку условот е грешка, ќе се преврти и ќе стане точно. Еве да го видиме и тоа. Само условот е неточен. И ќе оставиме на false. Ова секогаш ќе се печети и условот ни е неточен. Сега ова исто можеме да го направиме ако вамо ставиме else. Значи, ако условот е точен, ќе влезе вамо и ќе се изврши ова. Ако не е точен, ќе влезе тука и ќе се изврши ова. Затоа се вика грање. Ќе биде нешто како ова на сликата.
Значи ако е точен условът, имаме една гранка на команди, ще се извърши ова, пак ќе си продължи со овие тука. Можеме ова да изкопираме пак. И ќе си продължи со извршување на командите после ова овде. А доколку не е точен, ќе си влезе во else, ќе ги изврши овие команди тука и повторно ќе си продолжи натаму. Чисто да видиме. Ова секој се печати, условот е неточен и ова секој ќе се печати. Не може да постои else без if. Ако ги искоментирам вака и да го отворам прозорецот тука. Error list. Expected a statement. Сега ако пробаме да го компилираме ова, нема да ни помине, бидејќи ова не е валидно. И самото си подцртува. И компайлерот ни кажа, имаме else без if. Добро. Сега некој друг пример да ви покажем. Исто со ова. Ова сега ќе го искоментирам. Нека си седи за виднина. Сега, тоа нема да ни треба повеќе. Вака ќе го затворам да не ни смета. Да не го гледаме. Сега ќе ставиме една променлива. Да кажеме дека имаме овие променливи. Прво дали сакаме да програмираме, дали сме сабскрайбнати и моменталниот број на ученици. И сега можеме да направиме нешто вака. Ако сакам да програмирам, сега ќе ви покажам гнезден if. Тоа значи if во if. Ако не сум сабскрайбнат, тогаш ќе се сабскрайбнам и бројот на ученици ќе се зголеми за 1, а исто така ќе стане точно. Да, точка запрка ми фали. Значи, ако сакам да програмирам и ако не сум сабскрайбнат, тогаш ќе се сабскрайбнам и бројот на ученици ќе се зголеми. И сега ќе го печатиме бројот на ученици. Само ова и нов ред. И сега да видиме што ќе се случи. Бидејќи сакам да програмираме точно, ќе дојде тука, ќе види дека не е сабскрайбнат. Од овој услов ќе влезе тука, ќе го зголеми за 1 и ќе остави ова на точно. И ќе се испечати 68. Сега, во C++ ова е окей да се напише, ама се избегава, ова се заменува со овој оператор што ви го спомнав пред малку. И ајде да видиме што ќе се случи. Ова е breakpoint, што значи дека ќе ни дозволи да идеме во програмата линија по линија. Со F10 се иде надолу, а исто така можете со овие. Step over е една команда подолу. Ако застанете на променлива, можете да видите каква вредност чува внатре. Ова е false и ова е 67. Бидејќи ова е точно, ќе влезе во if. Бидејќи ова е грешка, кога ќе се негира, ќе стане точно и ќе влезе тука, ќе го зголеми бројот на ученици и ќе остави mSubscribed to true. И сега ако ќе испечете 68.
Сега, тоа што исто така сакав да ви го спомнам е дека наместо да се вгнезди вака ова, може да се направи вака. Ако сакам да програмирам и ова е логички од оператори, тука ето овде се извршило. Сега ќе го имаме истиот ефект, бидејќи во овој услов се проверуваат овие два услови и двата треба да се исполнети за да влезе тука. Резултатот од ова ќе е исто како преги. И 68. Исто така може да искористиме и или овде. И сега да ви дадам таков пример. Ќе ставим уште една променлива. И сега ќе да кажеме дека не сакаме да програмираме, ама ни се интересни видеата. Сега повторно ќе влезе тука и ќе направи subscribe. Чисто да го видиме и тоа, бидејќи го користиме операторот или што ни кажува било кој од овие два услови да е точен. И тука имаме точно, тука имаме неточно, ама сепак ќе влезе ваму и ќе се зголеми бројот на ученици. Тоа е тоа што сакав да ви го кажам, но исто така можем да ви спомнам и за уште еден оператор. Тоа е слично на if, но кога имаме само една команда го користиме обично за попрегледно да ни е. Значи, ќе го искоментирам и ова. Ствари ќе ви го демонстрирам со условот погоре. Ќе ги тргнеме овие. Ова не кеме. И ова не кеме. Тука ништо нема. Шо се бланижва? Добро. Значи, ако е условот грешка, ќе се испечети ова. Тоа го поминавме преги, ама пак да се подсетиме. И условот е неточен. Истиот овој ефект можеме да го добиеме и со овој оператор. Ова е тернарен оператор, го спомнав на почетокот кога објаснав за оператори. Ако е услов точен, се прави проверка. Ова е тој тернарен оператор, бидејќи прима 3 операнди. Ова овде, оствари не ми треба и шупна. Значи, имаме услов, проверка на тој услов, ако условот е точен, направи го. Изврши оваа команда. Ако не е точен условот, изврши оваа команда. И сега два пати треба да видиме дека условот не е точен. И не се испечете. Условот е неточен, условот е неточен. Едното е од ова, другото е од ова.